Капетанијата на пристаништа Охрид, како орган во состав на Министерството на транспорт и врски, се грижи за безбедноста и сигурноста на вода, односно го регулира наутичкиот сообраќај на сите природни и вештачки езера во државата. На дадената тема околу безбедноста и сигурноста секако често се обрнува внимание и на моментот на сидрење на пловните објекти, нивното ноќевање, нивното зимување и така натака и често во склад со добрите, да речам, бродарски традиции, наутички традиции, во Охрид од секогаш било застапена една појава на сидрење на пловните објекти на заштитени места кои што често биле заштитени и од страна на езерската вегетација, најмногу изразена преку трска, која што, како што сами знаеме, ја имаме на целата крајбрежна линија. Темата трска во Охридското езеро и не само во Охридското езеро и по другите акумулации и природни езера во државата е една тема која што според моје мислење би требало да биде разгледувана малку по-комплексно, односно таа треба да биде разгледувана од аспект на техничко-нормативни стандарди кои што владеат во наутиката, но и безрезервно гледање во однос на екологијата, односно заштита на екосистемот. За таа цел, онака како што можам од искуство да го кажам нештото и како што уште еднаш сакам да потенцирам во однос на почитување на старите добри непишани традиции во бродарството, односно во наутиката, од наш аспект би требало да има одреден механизам за регулирање на површините веќе или на количината на трска на самите езера, со посебен акцент на Охридското езеро, бидејќи онаму каде што има определена и човечка реакција, тука веќе и самата трска се става во определени рамки. Меѓутоа, ако ја оставите чисто така сама на себе и на самата природа, јасно е дека самата природа се повеќе и повеќе го зазема она што човекот некогаш како влијание го направил и тие, условно речено, места во рамките на трската кои што некогаш биле обезбедени и биле адаптирани за чување на пловни објекти, сега се зараснати со трска, односно природата повторно на некој начин ги враќа кај себе. Сакам уште еднаш да потенцирам дека проблематиката на гледање на трската мора да биде консензус помеѓу она кон што ние сите како општество незапирливо одиме, односно развојот на туризмот, вклучувајќи го наутичкиот туризам и нормално безрезервна заштита на природната средина, односно наоѓање на таа средина на кој начин тие, да речам, области зараснети со трска и друга вегетација можат да се регулираат, да бидат оддржливи, да се управуваат, односно да бидат во функција и на тамошниот развој, како на сегашните, така и на идните генерации. Темата нормално е како што е комплексната, би требало да е предмет на разгледување од страна на повеќе, да речам, стручни насоки во јавноста, како што е екологијата, стручни лица на Хидробиолошкиот завод, Министерството за животна средина, капетанија од своја страна, од својата проблематика и некако на некој начин да успееме да го најдеме тој консензус или таа средина помеѓу ова претходно кажаното. Конкретен и горлив проблем секогаш се јавува, да речеме, влезот во каналот Студенчишта, кој што полека нормално самата природа го затвара, го прави потесен, со тоа доаѓаме до ситуација да имаме намалена безбедност при разминување на пловните објекти. Ние како капетанија заедно со јавното претпријатие Комуналец од Охрид периодично вршевме косење на трската на самиот влез. Според дадено мислење на Хидробиолошкиот завод, во некој опфат од некој, условно речено, 20 на метри ширина и 70-80 метри должина, што сигурно не представува ништо страшно за самиот екосистем. Така што, ако се наметне плюс, тука се додаде и проблемот на недостаток на место за сидрење на пловни објекти, одреден дел од нив можат да бидат актуелно, односно адекватно заштитени од страна на трската преку некој појас што би се прокопал помеѓу Кејскиот зид и самата трска со одредено продлабочување. На тој начин ќе се добие една друга придобивка, бидејќи трската, особено ова што е во Охридското градско подрачје, значи накај каналот Билјанин извори,
Таа се јавуваат како еден абсорбер на многу органско и неорганско ѓубре кое што јужен и југозападен ветар можат да го, односно не можат, туку го нанесуваат и истото заглавува во трската. Доколку се појави една зона помеѓу Кејскиот зид и трската, тоа ѓубре полека ќе излегува, ќе биде достапно за чистење, бидејќи вака во секој случај е на некој начин заробено и многу малку може да се интервенира во овој дел. Така што ставот на капетанијата од стручна гледна точка би бил тој да се врши адекватна регулација на тие површини со трска онаму каде што нормално потребно е да имаме и некаква економска, односно општествена бенефит од сето тоа. Во однос на заштитната функција на трската, денеска имаме еден можеби така по-еклатантен пример кој што е Струга, на истекот на реката Црни Дрим, каде што стружани ги чуваат дел од своите пловни објекти заштитени од југ. Така што се докажува незината заштитна функција, тоа исто би било применливо и за Охрид, посебно за помали пловни единици кои што би можеле да на еден начин добијат макар некаква заштита од влијанијата на посилен ветар или на бранови. Трската Фрагмитес аустралис е повеќегодишно растение распространето на целиот свет освен на Арктикот. Припаѓа на фамилијата древести растенија Roaceae. Расте во влажни и водни живеалишта на умерени и тропски климатски региони по бреговите на водните екосистеми, пред се реките и езерата, во блатата и мочуриштата, а се среќава и на копно. Стеблото на трската е неразгрането, исправено цилиндрично, членковито и со зелена боја, а после цветањето е дрвенесто, сламено и со жолтеникава боја. Листовите се тврди и кожести, зашилени и крути, со темно-зелена боја и со паралелна нерватура. Цветовите се собрани на врвот од стеблото во темно-виолетово метличесто соцветие, кое се развива од јули до септември. Малите семиња се расејуваат со ветерот. Се размножува со ризоми, вид подземно стебло со корени од долната страна. Тие служат за опстанок на растението во зимскиот период и како резервоари за храна за надземниот изданок со следната вегетација или за вегетативното размножување. Трската е значаен представник на емергентната макрофитска вегетација од Охридското езеро, која се истражува од Оделението за хидроботаника при Хидробиолошкиот завод од Охрид повеќе од 30 години. Теренските истражувања укажуваат дека трската во крајбрежниот регион образува природен дисконтинуиран појас околу езерото, кои го сочинуваат многобројните поединечни комплекси со различна форма и големина, на длабочина од 0,5 до 5 метри. Во појасот на трската најчесто се среќаваат и рогозите, сцирпусот и други емергентни растенија. Големината на комплексите зависи пред се од конфигурацијата на дното на езерскиот базен, од природата на подлогата, а исто така и од количините хранливи материи присутни во подрачјето од крајбрежето каде што се распространети. Поради тоа, комплекси со најголеми површини се среќаваат во оние региони од езерото, каде дното на базенот е со благ наклон и образува пространи крајбрежни, рамни, песокливи тераси и има поголеми количини хранливи материи. Тоа се Подмања Охрид и Љубанско поле Светинаум. Многу мали, изолирани комплекси во вид на своевидни острови покрај брегот се јавуваат во региони каде што езерското дно е со многу постремен нагиб и се спушта кон длабочините. Во овие региони езерскиот брег е каменест, карпи, крупни камења или многу крупен песок. Меѓутоа има подрачје од крајбрежјето каде воопшто не се среќава трска, градиште Љубанско поле, што веројатно се должи меѓу останатото и на стрмната и местимично вертикална брегова линија, а и веројатно и на недостатокот на хранливи материи во околната средина. Улогата на трската во животот на крајбрежната зона е разновидна. Продуцент на кислород. Трската се јавува како важен продуцент, производител на кислород, со што го збогатува режимот на гасовите на водата. Природен биофилтер. Исто така, трската представува природен пречистувач, биофилтер на езерската вода, бидејќи во тек на вегетациониот период
ги абсорбира и ги акумулира различните загадувачки материи од околната средина во подземните и надземните органи. Со прочистувањето на езерската вода, трската овозможува да се одржи или да се подобри квалитетот на водата од Охридското езеро и ја зголемува можноста за опстанок на голем број растителни и животински видови, особено на оние видови кои имаат поголема потреба од кислород и вода со помало загадување. Трската влијае на забавувањето на движењата на водата и таложењето на песок и тиња донесени со езерската вода, со што воспоставува контрола на навлегувањето на водата во околните копнени површини. Не е занемарлива и улогата на трската во заштитата на брегот од удирното дејство на бранот и на ветерот, при што се спречува неговата ерозија. Имено со своји корени, кои се густи и испреплетени, трската го намалува дејствието на брановите и ја држи подлогата компактна. Трската во периодот на одумирање и распаѓање на растителната маса, крајот на есента и почетокот на зимата, ги снабдува подлогата и околните води со органски и минерални материи. Трската е храна, живеалиште и засолниште за многу растителни и животински видови од крајбрежната зона, микроорганизми, перифитон, безрбетници и рбетници. Во појасот на трската се среќаваат разни видови ракчиња, водни змии, жаби, риби, како крап, плашица, клен, моранец и други риби, водни птици, како патки, нор, гузи, чапи, вртимушки, гелепче, лебеди и други организми. Појасот на трската е место во чија што заедница се мрестат краповидните риби, особено крапот, плашицата и некои други, и се гнездат некои водни птици, ситни птици, трстенарки, патки, лебеди и други. Концептот за заштита на Охридското езеро и на сите водни ресурси во овие времиња зазема сосема друга димензија од она што беше познато пред неколку години, затоа што дел од економските, еколошките и социјалните услови се променети и ние мора таквите услови да ги проследуваме. Следејќи ги токму тие препораки, следејќи сите елементи кои што се на светско ниво и на европско ниво, ние ги прилагодуваме нашата заштита на Охридското езеро токму на тие параметри, токму на тие програми. И имајќи го сето тоа во предо нам ни е сосема јасно дека заштитата на Охридското езеро и целокупниот слив е невозможна ако таа се случува на една страна и дека секогаш мора да биде билатерално. Меѓутоа, акциите кои што се преземаат, меѓу кои ова акција која што е врзана со заштитата на појасите на трска во басенот на Охридско езеро, мора да бидат национални. Значи, на национално ниво, почнувајќи од активности кои што се врзани со невладиниот сектор и всушност внесување на сите заинтересирани страни во тој процес, можат да бидат многу важни, затоа што гласот на секого е важен во сите елементи на управувањето со овие појаси. Исто така, невладиниот сектор може да одигра клучна улога во ширењето на позитивната пропаганда, со ширењето на едукацијата за овие појаси и така да ја заокружи приказната што се однесува до будењето на свеста за значењето на појасите на трска. Потоа треба да се влезе во една наредна фаза која што очекуваме дека ќе треба всушност да биде и завршување на еден цел процес, а тоа е изготвување на менаџмент план за управување со трската. Изготвувањето на менаџмент планот за управување на трската треба да биде процес во кој што ќе влезат сите институции, сите организации кои имаат надлежност околу басенот на Охридското езеро, но исто така ќе влезат веројатно и донаторската заедница и би влегла секако и општината како една од клучните кои што треба да дадат поддршка на едни вакви процеси. И целиот тој склоп на трската, за која што за значењето е веќе многу говорено, треба да создаде еден квалитетен појас кој потоа со менаџмент планот прво ќе се заштитува, но потоа ќе се понуди всушност и како дел од новата туристичка понуда на Охрид и Охридскиот регион, затоа што се повеќе туристичката понуда се базира на природните реткости и природните феномени, отколку она што го знаевме порано како дел на една обична туристичка понуда која подразбира само плажарски систем. Значи, ако овој дел го вклопиме заедно со делот на трската која што се наоѓа
во студенчишкото блато кое што веќе е прогласено со степен на заштита, тогаш сосема е можно да имаме еден квалитетен развој во заштитата на овие појаси, меѓутоа и квалитетно управување со Охридското езеро. И на крајот на краиштата можеби ќе биде добро во еден иден период сето тоа да се усклади во еден билатерален контекст, така да овие појаси на трска кои што се присутни на другата страна на езерото да добијат еден единствен план за управување. Значи, повеќе нивоа се кои што треба да се обезбедат и со ваква една активност, всушност трската не само што ќе остане заштитена од аспект на заштита на биодиверзитетот, туку ќе биде понудена и како дел од туристичката понуда и како дел за зимовник за целокупниот тој животински свет. И она што можеби е најважно, еден ваков процес на заштита на појасите на трска всушност е предвиден во планот за управување со сливот на Охридското езеро и програмата на мерки, која што план и мерки беа изготвени во рамките на Дримскиот проект како подкомпонента за изготвување на ваков план. Ние ги проверивме сите мерки кои што се потребни и тие мерки се запишани веќе во планот. Исто така не само што се запишани во планот, туку се запишана и финансиска конструкција и институции кои се надлежни за да ги спроведат тие мерки, така да веќе ние не мораме да губиме време на идентификување на проблемите. Проблемите ги знаеме. Доволно време потрошивме во идентификација на тие проблеми, да надлежните институции сега тие приоритети ги ставаат, значи на листа, приоритетите од цела програма, меѓу кој еден приоритетите беше и заштитата, односно изготвување на менеджмент план за појасите за трска, и целиот овој процес и сите овие инволвирани субјекти и објекти всушност треба да помогнат во изготвување на тој менеджмент план и конечно ставање на степен на заштита и конечно внесување во регистерот на појаси кои што се значајни во управувањето со овај природен ресурс. Исто така е многу важно да се напомене дека појасите на трска како дел од Охридското езеро се всушност појаси кои што се дел и од поширокиот прекуграничен биосферен резерват на УНЕСКО и тие ќе помогнат, значи, во имплементација на мерки кои што ќе го раздвижат биосферниот резерват, кои ќе ги покренат идеите околу неговото функционирање и секако тоа ќе се дел од мерки кои ќе помогнат во утврдување и стабилизирање на статусот на Охрид во рамките на УНЕСКО како нормално заштитено подрачје од природен аспект. Заради тоа што појасот на трската е мрестилиште за крапот, има значајна улога за уловот на рибарите. Трската има улога и во внесување на езерската вода и органските и минерални материи од умирање и распаѓање на растителната маса и го подобрува приносот на земјоделските површини. Поради прекрасните природни пејзажи, појасот на трската ги привлекува луѓето од нашата држава и од странство за одмор и рекреација, што допринесува за зголемување на приходи од туризмот. Во последниве години, влијанието на човекот е се повеќе присутно и предизвикува значителни промени во појасот на трската од Охридското езеро. Имено, трската се повеќе се уништува со сечење, палење, корнење, натрупување со земјиште и со цврст отпад и други начини на нејзино деградирање за добивање на така наречени корисни површини за различни цели, обработливи површини, плажи, хотелски комплекси, паркиралишта и друго. Ова се случува секоја година, најчесто пред почетокот на вегетациониот период на трската, крајот на зимскиот и почетокот на пролетниот период, во различни подрачја од крајбрежјето. Во последниве години, најмногу се уништува појасот на трската од подрачјето Подмолје. Со неконтролираното уништување на појасот на трската, не се уништува само трската како изолиран растителен вид, туку се нарушува и природната состојба на популациите организми кои што живеат во комплексите на трската, безрбетниците и рбетниците, пред се рибите и водените птици, а и други организми,
кои како целина се мощне значајни за биолошката разновидност на крајбрежниот регион, а и вкупниот биодиверзитет на Охридското езеро. Во уништените комплекси трска, охридскиот крап и другите краповидни риби и некои птици веќе ги напуштиле природните живеалишта и природните локалитети за мрестење и гнездење. Затоа, една од приоритетните задачи во наредниот период е преземање на мерки за заштита на појасот на трска на Охридското езеро. Јас сум Трајче Каневче, иначе сум од рибарска населба Канео. Ние сме стари рибари, стари охриѓани и сме запознаени и со трската, и со езерото, и со све што се дешават во Охридов. Трската можам да ви кажам дека е природно мрестилиште на сите риби, на сите онако, на сите ракот, крапот, грунецот, плашицата, све таму е. Имаме на времето рибарите кажувале дека кога ќе оделе Андон Дуков со влакоите фаќале по 1 тон, по 2 тони крапои, така да тоа е местото кај што крапот се мрести, кај што крапот се размножи, кај што крапот се она. Трската иначе моментално има голем замав земено, со тоа што самото никој не води контрола за незиното растење и постоење. Трската моментално ја има на 4-5 места низ градот, нарочито едно време Лабино беше многу мала трската, сега пораширена е, а на другите места по тоа гледам јас дека е расширена на секаде низ езерото. Друго што да ви кажам за трската. Трската е еден филтер за нашето езеро. Тоа е без нејзе, мислам дека не ќе може нашето езеро да обстане, не ќе може нашето езеро да просперира. Старите рибари и ние, и јас самиот, кој ќе има бран, југ, север, ова, нема ке да се скријаме, бегаме во трската и се кријаме во трската. Сега бев за последниот маратон во Свети Наум, имаше голем бран и не знаев кај да се скријам, Заум беше бранот, Љубанишќа беше бранот и се скрив во трската Љубаништа, така да после другиот ден веќе спласна северо, спласна бранот и јас можев слободно да пловам по езерото. Тоа е последно мое, што да кажам. Иначе трската порано се сечела, контролирано, неконтролирано, не знам али се сечела, праеле, не само трската што праеле по куќите, малтери, онаквото, него трската и козалетниковци ја користеле, за чати ја користеле и така, и тие работи, така да преградни ѕидови, кај нас, например, Канео имаше уште ѕидови со плацка, шчица и со трска, преграден ѕид, кај има сега со трска направено и со... Не требало ни звучна, ни никаква изолација, ништа, таа била. Крапот има два врста на крап. Еден има вирски и еден имат блатски и вирски имат. Тој што е блатскиот е во трската, тој таму седи, лежи, тој таму цела година обстајува, а вирскиот си е по вироите. Тој вирскиот што е од по вироите слегви долу, вирски, мислам, ако не разбирате вирски, тоа е на длабочина над 12 метра, од 12 до 20 метра длабочина. Тој слегви долу, во трската се мрести и после пак си бега горе. Али како тоа е природен, крапот вика дека имал завршено 3 факултети, така ние викаме рибари. И можам да ви речам дека како се враќа назад вирскиот, икрата од вирскиот горе во вирското, тоа си е веќе од крапот, факултетот од крапот. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need.
We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Трската има значајна улога во водниот екосистем, представува значаен продуцент, односно производител на кислород, со што ги снабдува водните маси со кислород, потоа представува природен биофилтер, односно пречистувач на езерската вода, и со тоа овозможува опстанок на поголем број живи организми. Не е мала занемарлива улогата на трската во заштита на брегот од дејството на брановите удари, односно го заштитува брегот од ерозијата. Со акумулацијата на загадувачките материи во своите органи, трската овозможува водата да е почиста во тие региони каде што е доста застапена. Исто така, значајна е улогата на трската како храна, живеалиште и засолниште на голем број на живи организми од крайбрежната зона на Охридското езеро, односно на разни безарбетници и арбетници. Тука живеат разни змии, жаби, ракчиња, потоа рибите, пред се краповидните риби, значи крапот, плашицата и други, а исто така представува и место каде што се мрестат ципринидните риби, кои што веќе ги спомнав, и место каде што се гнездат одредени представници од птиците. Например, чапли, вртимушки, норчиња, а и лебедот, кој што е еден од една од најубавите птици присутна во Охридското езеро. Сега, трската од Охридското езеро е истражувана повеќе од 35 години од страна на Хидробиолошкиот институт во Охрид. Со проектот Мапирање и управување на трската од Охридското езеро беше одредувана површината на трската и промените кои што настанале во појасот на трската во текот на изминативе години. Со цел споредбата да биде пореална, опфатени на подрачјето Подмолје Свети Наум, опфатени се 7 подрачја, и тоа Подмолје Охрид, потоа Охрид Свети Стефан, Свети Стефан Лагадин, Лагадин Елешец, Елешец Пештани, Пештани Градиште и Љубаништа Свети Наум. Истражувањата по овој проект се вршеа комбинирано од копно со помош на теренско возило и од вода со помош на пловен објект, односно кајче, со цел да се добијат реални податоци за комплексите трска. Проектот се изведуваше во периодот 15.9. до 17.10.2022 година. Од спроведените теренски истражувања добиени се одредени податоци кои укажуваат промени како во бројот на комплекси, така и во површината на појасот на трската.
Не спомнав дека Трската образува природен дисконтинуиран појас околу Охридското езеро, кој е сочинет од повеќе комплекси со различна форма и големина, кои се распространети на длабочина од брегот, односно 0 метри па се до 5 метри. Како што спомнав, во овие истражувања се видени промени, е увидена моменталната состојба на појасот на Трската во тек на 2022 година и направени се споредби во однос на поранешните истражувања од 2011 година и уште постарите истражувања од 1985 година. Самото истражување покажува дека најголеми комплекси на Трска се среќаваат на оние делови од крайбрежјето на Охридското езеро, каде што типот на подлогата е песок, нагибот на литоралот е мал и имаме доста присутни хранливи материи, додека помали комплекси во вид на своевидни острови покрај брегот се евидентирани на оние подрачја каде што имаме стерн нагиб на брегот, подлогата е покрупни камења или чакал и имаме недостаток на хранливи материи. Од спроведените истражувања во 2022 година забележано е дека еден од најголемите комплекси на Трска е распространен на подрачјето од Подмолје до Антон Дуков и зафаќа површина од околу 29 хектари, што е поголема за околу 4,65 хектари во однос на претходните мерења од 2011 година. Општо, во истражувањата на појасот на Трската во овој период покажуваат дека површината на Трската е зголемена и тоа за 14 хектари во однос на претходните, што се должи пред се на зголеменото антропогенно влијание, поголем внес на хранливи материи и така натаму. Забележено е дека единствено намалување има само на појасот на Трска, кој што е распространет на подрачјето Љуваништа Свети Наум. Само на тој дел имаме намалување, а општо спомнав дека е зголемена површината на појасот на Трска. Уште еднаш да напоменам дека појасот на Трска е многу значаен пред се како живеалиште, како храна, живеалиште и засолниште на голем број на животински организми од крајбрежната зона, а пред се како место каде што се местат одреден број на риби, пред се ципринините риби, крапот, плашицата и така натаму, и кај што се гнездат птиците. In a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. Појасот на Трската има мощна битна улога во зачувување на екосистемот на Охридското езеро. Тоа е пред се затоа што Трската обезбедува три главни групи на екосистемски услуги, и тоа обезбедувачки, регулирачки и културни екосистемски услуги. Во групата на обезбедувачки услуги, Трската е
значаен фактор затоа што во незе се гнездат голем број видови на птици. Исто така таа е дом за голем број на видови риби кои што се мрестат во незините комплекси. Прикрепува голем број на микроорганизми, на алги и на други ендемични ретки животински форми. Исто така, незините обезбедувачки услуги се гледаат со тоа што таа, пример, во минатото обезбедувала материјал за изработка на разноразни традиционални предмети кои што се користеле во домаќинството. Денеска тоа не е случај, меѓутоа во минатото некогаш трската имала битна улога во локалната економија. Од регулирачките услуги битно е да се спомне тоа што трската асимилира органска материја и на некој начин за среќа голем појас на трската е лоциран кај препумпните станици кои често пати не се функционални и она вода што се испушта непречистена, таа ја асимилира и ја складира, а на тој начин трската придонесува и за складирање на јаглерод диоксид на глобално ниво, односно придонесува кон намалување на ефектот на климатските промени, бидејќи еколошкото мото е да мислиме глобално, да действуваме локално. Од трета страна, културните екосистемски услуги се согледуваат во тоа што трската има известни естетски вредности, луѓето остваруваат взаимно дејство со трската, таа служи како место за одмор, може да служи исто така како место за наблюдување на птици, значи сите оние духовни и културни вредности кои што се составен дел од пределот на Охридското езеро. Во однос на заштита на трската, за жал кај нас се уште превладува традиционалното мислење дека во есенскиот период кога се сушат лисјата од трската, таа треба да се уништи со палење, што е мощно штетно и што законски е забрането. За жал сведоци сме на голем број на пожари, а како дополнение на сето, на целиот тој негативен ефект е затрупувањето и палењето на трската, односно уништувањето на крајбрежниот појас, со што таа не се губи неповратно. Во таа смисла можеби е добро властите да размислуваат за како зголемување на бројот на инспекторскиот кадар, односно одржливо управување со незините живеалишта, а можеби од друга насока пак е добро да се проба управувањето да се спроведе и со поставување на видеонадзор, на тој начин што сите тие престапници и оние што ја палат трската и уништуваат, полесно би се фатиле и би се довеле пред законот. Во појасот на трската живеат голем број животни. Тука се представниците од птиците, од рибите, потоа од разни видови безарбетници. Од птиците вредно е да се споменат некои видови од родот на трскарите, потоа водната кокошка, кои што според домашната и според европската легислатива се строго заштитени видови. Се среќаваат исто така и краповидните видови риби, пред се крапот како најголемиот представник. Исто така голем број на видови на безарбетници, алги, микроорганизми, голем дел од нив се ендемични и се исто така строго заштитени. Што би се случило доколку би го снемал овој појасот на трска? Значи би изгубиле голем дел од флората и фауната од литоралниот дел на езерото, каде што тие всушност се најмногу и концентрирани. А исто така трската придонесува за асимилација, односно разградување на целите оние органски материи кои што контролирано и неконтролирано влегуваат во езерото преку подземните води, односно преку површинските води кои што се испуштаат од страна на човечките активности. Значи целиот овој склоп на услуги кои што го обезбедува појасот на трска е многу битен за Охридското езеро и затоа треба со незе одржливо да се управува, меѓутоа да се направи добар план кој што ќе каже сите оние активности кои што се дозволени и сите оние активности што не се дозволени со појасот на трската на Охридското езеро.